Денес сме тука на ова панел дискусија се со цел да ја информираме пошироката јавност, но и жителите на Росоман за сето она што општина Росоман, односно градоначалникот, се разбира со помош на Советот и општинската администрација, но и голема помош на владата на Република Македонија предводена од ВМРО-ДПМН и нашиот председател господинот Никола Груевски, успешно го реализира за овие 4 години. За овој период практицирање на власт во општина Росоман со сигурност можеме да кажеме дека е година на успешно реализирани проекти од областа на инфраструктурата, во областа на патните мрежи, тротоарите, канализацијата, водоводите и други уредувања. Успешно се завршија проектот на поставување на тротоари во централното подрачје на Росоман и Сирково. Односно се направија тротоари со бекатон коцки во должина од 3 км, а ширина од 2 метра. Се уредија централните подрачје на село Паликура, село Сирково, Трстеник, Манастирец и село Бегниште. Се изградија улици во населените места Трстеник, Паликура, Сирково, Рибарци, Манастирец, Росоман, со што ги асфалтиравме и завршивме 96% од сите улици на општината како асфалтирани, а во километри тоа е над 16 километри асфалт. Со помош на владата на Република Македонија, нормално предводена од ВМРО-ДПМН, направивме тротоари на главната магистрална улица во Росман со должина од 2 км и ширина од 2 метри, но и ја проширивме магистралната улица за побезбеден сообраќај на неа. Во исто време го завршивме и проектот пробивање и асфалтирање на локалниот пат Росоман-Сирково. Овие обезбедени средства од над 33 милиони денари се по систем од 60% на владата, а 40% општина Росоман. Во исто време се пушти во употреба и локалниот пат Паликура-Курија, кој што на граѓаните на Росоман му овозможија побрз пристап до градот Неготино за 15 километри. Вкупно асфалтирани се над 20 км магистрални и регионални патишта и над 20 км локални патишта за овој период, додека ВМРО-ДПМН како влада но и градоначалникот заедно со Советот ја предводеа општина Росоман. Кога зборуваме за дел на изградба на канализации и водоводи, мора да кажам дека успешно се реализира проектот за водоснабдување со чиста вода за пиење за Росоман, Рибарци и Манастирец, кој го помогна владата на Република Македонија предводена од ВМРО-ДПМН со над 230.000 евра. Во исто време ние направивме и резервар за водоснабдување од 250 метри кубни, кој што заедно со стариот од 150 го реши долготрајниот проблем за водоснабдување на Росоман, а се направи во исто време и пропусна шахта за водоводот за да се мере количеството на вода кој доаѓа од системот Лукар. За потребите на водоснабдувањето во сите населени места се изградија повеќе од 5000 метри водоводни линии. Во Росоман, но и повеќето места каде што имаше можност со кофинансирање, со заедничка изградба на граѓаните по еден систем пола-пола, се донесе технолошка вода во дворевите во населените места. А се изградени повеќе од 4500 метри канализации во општината во повеќе населени места, како и крак на атмосферска канализација. За истиот период општина Росоман го обнови осветлувањето со штедливи светилки, кои се покажа како многу добри, а инвестицијата од овие светилки и кабли веќе се поврати. Во општина Росоман за периодот од овие години, додека сме на власт, се градат или се изградија 4 цркви, кои покрај ктиторите кои ги градат се помогнати од локалната самоуправа. Исто така мора да напоменам дека во овие 20 години општина Росоман во текот на целата година организира општинска организација културни настани, но ќе споменеме и дека испечативме книга Општина Росоман хроника на Црноречието. Исто така нашето културно-уметничко друштво го поддржуваме секогаш при гостувањето и има значителни настапи во повеќе земји како што е Турција, Србија, Романија. Во полето на спортот финансираме 4 фудбалски клуба, од кои еден е во трета лига и 3 се во општинска лига заедно со општина Кавадарци. Но покрај финансирањето на овие спортски клубови исклучиво од буџетот на општина Росоман, во општина Росоман се изграде и 9 повеќе наменски игралишта како во Росоман, така и во повеќето поголеми села, но и 7 за малите деца со детски реквизити, за да може децата слободно и да имат слободни активности и слободно да се развиваат. Овие проекти, овие игралишта ги осветливме и на општо задоволство се зафатени цело време. Со помош на владата на Република Македонија од ВМРО-ДПМН
се изгради за прв пат физкултурна сала, која што исто така служи, но во делот на грижата за најмалите. Во 2014 година во општина Росман ја пуштивме и новата детска градинка.